Немаат ниту за леп, а уште помалку за колач или чоколада. Без 110 евра месечно во джеб, колку што е сумата што Државниот завод за статистика ја пресметал како прак на сиромаштијата, живее 1/4 од населението во Македонија. Сите што земаат макар 1 денар повеќе од пресметаната сума од 6875 денари не се сметаат за сиромашни. Оваа сума мал дел од граѓаните ја добиваат како дневница, но многумина немаат толкави приходи ниту за цел месец. Без доволно храна и облека, без соодветни услови за живот и под прагот на сиромаштијата живее секој четврти граѓанин. Бројките се поразителни. Државниот завод пресмета дека 453.000 граѓани во Македонија се сиромашни. Фактот дека за само една година од 2015 до 2016 бројот на сиромашни пораснал за повеќе од 8.000 граѓани укажува дека ситуацијата е повеќе од алармантна. Според Државниот завод, за сиромашни се сметаат сите кои имаат годишен приход помало од 82.500 денари или околу 1.300 евра. За четиричлено семејство оваа сума е 173.000 денари или околу 2.800 евра за цела година. Тоа значи дека со нешто повеќе од 230 евра месечно, семејството треба да купи храна и облека за 4 лица, да обезбеди здравствена заштита, да плати сметки. Според податоците на Државниот завод, пораснал и процентот на населението кое е сиромашно пред примање на некаков социјален трансфер како социјална помош. Ако во 2015-та 40,5% од населението било сиромашно пред примање на социјален трансфер, стапката во 2016-та пораснала на 41,6%. Анализата на ДЗС покажува дека сиромаштијата најмногу ги погаѓа семејствата со повеќе од 3 деца и самохраните родители со деца. Владата вети решавање на проблемот со сиромаштијата со низа мерки. Една од мерките е секое четиричлено семејство кое живее во сиромаштија и не остварува друг приход да добива 12.000 денари месечно. Ако, на пример, семејството има приход од 4.000 денари, тогаш државата ќе помогне со уште 8.000 денари. Се планира и реформа на системот на социјална заштита, како и ослободување на сиромашните од плаќање на јавни давачки. За многумина од сиромашните изгледа далечно ветувањето на владата на Заев дека до 2020 година со овие мерки стапката на сиромаштија ќе падне до ветените под 16%. До тогаш, тие ќе мора да ја практикуваат уметноста на преживувањето, нешто во што жителите на Македонија станаа вистински мајстори.